Не очекувам брзо решение на македонско-бугарскиот спор, вели за Гласот на Америка поранешниот министер за надворешни работи Денко Малески. Според него станува збор за длабоко вкоренети недоразбирања од двете страни, кои особено се врзани за историјата. И мислам дека ќе треба многу време да ги помириме нашите митови, македонските митови и бугарските митови, со објективните историски факти. Тоа е она што од нас, мислам, се очекува. Малески вели дека ако се ослободиме од балканските духови и ако двете страни ја доведат историографијата во согласност со европската и американската, постои можност да се излезе од овој спор. Да ги провериме и да според нив ја формулираме и нашата политика. Малески сепак вели дека ќе има многу работи за двете страни. Ние на наша страна како да ги апсолвираме темите врзани за она што во договорот за пријателство и добрососедство се нарекува заедничка историја со Бугарија, а бугарската страна ќе има напор искрено да повторам, да ја апсолвира темата за постоењето на македонската нација, македонската држава и македонскиот јазик, се разбира, и да почне да ни се обраќа со должната почит. Владимир Глигоров, соработник на Виенскиот институт, вели дека пристапот на официјална Софија кон Северна Македонија не е конструктивен. Мислам дека тие расправи дали македонскиот идентитет постои пред 44-та и после 44-та, тоа мислам не е сериозно и мислам дека тоа е помало и непријатно, не би требало така да сериозни луѓе расправаат. Глигоров вели дека приметбите кои бугарска страна ги има не се такви за да може да се оправда одлагањето на преговорите на земјава со Европската Унија. Историските истини не може да се решат во политички процес. Тоа мислам не е сериозно. Не би требало да се оди по тој пат на преговарање со Европската Унија. Македонија ги има испунето сите предуслови. И понатаму не стигнуваат изјавите со негативна реторика на бугарските високи политички представници насочени кон земјава. Министерката за надворешни работи Захариева обвини дека се уште се живи врските на Скопје со Белград и Москва, а министерот за одбрана Каракачанов дека од двете страни на границата живее еден народ, бугарскиот. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски.